Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Речи си да нема изјава на политичар од Македонија во која не се нагласува потребата од зачувување на идентитетот во пакет решението што би произлегло од преговорите за името на државата. Но речи си да нема изјава од истите тие политичари во која некој од нив објаснил на што конкретно мисли при тоа. Таков обид, колку и претенциозно да звучи, ќе направиме во вечерашното издание на 360 степени преку дебата со Горан Јанев, кој дипломирал етнологија, магистрирал социологија и докторирал антропологија на Универзитетот во Оксфорд. Потоа со Ана Чупеска-Станишковска, доктор на политички науки, чиј фокус на интерес се културните идентитети во политиката, и Алберт Муслију, исто така доктор на политички науки, прв човек на невладината асоциација за демократски иницијативи, која исто така работи на проекти поврзани со мултикултурализам. Ќе разговараме за чиј и каков идентитет станува збор во преговорите за името, дали во Македонија може да се зборува за државен надетнички идентитет на граѓаните, кои се главните одредници на еден етноидентитет и дали одредница во името го доведува во прашање идентитетот на етничките македонци. За крај имаме нова саботажа. Гледајте не, дебатата почнува по кратка пауза. За што всушност станува збор кога во контекст на преговорите за името ќе се каже дека треба да се сочува идентитетот? За чиј идентитет при тоа станува збор и на што конкретно се мисли? Одговорите на овие прашања вечерва ќе ги бараме со доктор Горан Јанев. Како да ве представам? Како антрополог, како етнолог, како... Антрополог, социјален антрополог, бавам со политичка антропологија и со меѓуетнички односи, национализам, етницитет. Да. Оние што гледаат телевизија и следат социјални мрежи, веројатно ќе се сетат дека ве видоа пред некој ден на една дебата во Солун посветена на македонското прашање, што и да значи тоа. Доминантен број од учесниците беа грци, имаше и по некој македонец, од Република Македонија само вие. Да. Некако тонот кој што беше доминантен на дебатата беше умерен еден тон, поразличен од тоа што се чини дека е мејнстрим во Грција, така? А нема да значи дали е мејнстрим или не е мејнстрим тоа мислење кај што ние го чувствуваме како непријателско или како агресивно кон нас. Прво, салата беше преполна во градската сала на собранието на град Солун. Требаше биде домаќин градоначалникот Бутарис, но тој поради болест беше спречен, прати свој заменик, со исто критички тонови кон национализмот. Потоа говореа луѓе кои што се блиски членови на Сириза или кои што се нивни представници, кои што беа исто страшно критични кон национализмот. Салата беше преполна. Сега после тоа разбрав дека едно 20-30 души биле вратени на скалите да не влезат внатре, пошто се ги знаат како ликови, како карактери. Имавте провокативен влез во вашиот настап, се обративте на македонски и рековте ви се обраќам на јазикот што наводно не постои. Па видете, значи ја бев окренет на тоа бидејќи кога стигнав таму, кога ме запознаваа со луѓе кога ме представуваа кој сум, од кај сум, како сум, сите веле прво што го ја не разбирам грчки, ме вика Киријанев, како вика тоа Кириос Јанев, де Македонија. Не, Македонија. Значи ја им реков на крај на вечерта се уморив со слушање на зборот Македонија. И тоа не во контекст двосмислен, туку не двосмислено дека Македонија за Македонија, која правиме мујот за Република Македонија, збориме за Македонија. Немаат проблем со тоа. Значи, ама сега видете, тоа е организирано од леви партии кои што се блиски до таа некоја интернационалистичка идеја. Тие имаат проблем, сега претпоставувам како Сириза, како власт, не се сами имаат коалиционен партнер кој што е националистички, тие имаат проблем како да го стишаат емотивниот набој кој што е силно повторно предизвикан, може би не во толкава мера како во раните 90-ти, но повторно се возбудува тоа население таму, дека Македонија ја загрозува со своето име, идентитет и така натамната културна наследство, историја и сето таму. Мислам дека како власт веројатно имаат проблем да го амортизираат тој негативен набој
и дека оваа дискусија, оваа дебата беше во тој правец, да се чујат умерени и разумни гласови. До мене седеше колешка која што е фолклорист, етнолог, која што вели едноставно, нема да ме прашувате зошто нема истражувања дали постои етничко малцинство во тој дел на Грција. Не смееме да одиме да правиме истражувања. Тоа го зборува гласно одговорница како дел од експозето. Колешка социолог од Универзитетот во Крит, Атена Скулараки, која што има живеено тука во мисијата на опсина, работено 4 години овдека, која што нема никаков проблем. Сите тие луѓе немаат никаков проблем, нивни историчари кои што го преиспитуваат нивниот мит на континуитет, хомогенизација и така натаму. Значи они се свесни за тие процеси, но тоа не може да пробие ни во јавност, а камоли во мејнстрим. Значи, ние мора да имаме малце разбирање кога ги гледаме грците сите како непријателски настроени, зар немаат критичка мисла, и кога ја има, толку е силен притисокот од горе, топ-даун институционален, кој што не дозволува пробив на тие идеи. Да, прашање е колку од тоа што таму беше кажано заврши во дел од медиумите. Так. Наводно било државната телевизија, но дали нешто тоа одеше на телевизија е прашање. Одело ми кажа дека одела се како го презентирале. Да, добро. Не стигнав да ги представам другите двајца гости. Алберт Муслију, исто така реков доктор на политички науки, прв човек на АДИ, Асоциација за демократски иницијативи, со седиште во Гостивар, со активности во цела Македонија и надвор од неа. Благодарам што сте со нас. И Ана Чупеска-Станишковска, доцент на политички студии на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје. Реков исто така ја интересираат културните идентитети во политиката. Чупеска, ќе продолжам со вас. Се зборува за решение кое би одело во насока на додавање географска одредница во името на државата. Дали евентуален таков исход од преговорите за името го загрозува идентитетот сега на етничките македонци? Според моје мислење и според мислењето на моите колеги, овие што се бавиме исто со национализам, мултикултурализам и што имаме полиберални ставови во однос на тоа прашање, не, од причина што и самото флоскула кажува, станува збор за одредница која што се однесува на географските аспекти, пред се на Македонија. Зборот, ако му се додаде, односно ако се има во предвид дека Македонија е регион и во Грција, меѓутоа е и се однесува и на нашата држава, од тука исклучително и само единствено географска е квалификацијата, а никако не е идентитетска. Значи, вашиот одговор е дециден не? Не. Ни подразно. Добро, ќе развиваме дебатата во смисла на тоа зашто всушност се разговара, дали тој термин nationality практично на некаков начин е поврзан со етноидентитетот на групата која што се себе идентификува како етнички македонци во оваа држава. Дополнително кон претходното би сакала да додадам дека уште ако се сеќавате на самиот почеток кога почна овие разговориве помеѓу, односно поточно средбите помеѓу Ципрас и Заев, двајцата декларираа став околу ексклузивната употреба на зборот Македонија, имено дека ниту едната, ниту другата страна ќе може во ексклузивна смисла да го употребува зборот Македонија. А во однос на националноста кога разговараме, пред се мисли на националноста конотирана во пасошите, кои што би требало да подлежат на известни промени по евентуалната промена на името. Националност како националност не е правен институт, не постои во нашето уставно право. Тој термин го нема. Се оперира со државјанство. Да, независно што не постои во пасошот, постои графа националност, а пасошот е државјанство. Државјанство, nationality. Да, nationality, поточно на англиски е nationality, и он го означува фактички државјанството. Некои дури би рекле дека и се преведува како државјанство. Така е преведено, видете си ги документите, така пишува. Nationality, државјанство. Да, кај нас е така преведено, меѓутоа треба да го имаме во предвид изборот citizenship, што подразбира еден друг сет на скрипции во поглед на тоа, но нас што ни е важно? Нас ни е важно дека националноста се однесува на државјанскиот статус
статус на граѓаните кои што нели ќе го имаат таквиот пасош. Дали они се целосни или нецелосни граѓани, дали они уживаат права или слободи, и никако не се поврзува со доминантната култура, да речеме, во државата на која што ќе се однесува тој пасош, и никако не на етничките атрибути кои што може да бидат референца за нечив идентитет. Рековме ќе разговараме отворено, очекувам по полемични ставови, се разбира. Муслиу би бил директен до вас. Дали би можеле да се декларирате за македонец во политичка смисла некогаш? Или подпрашањето на ова би било, може ли да се зборува за надетнички, за државен идентитет на граѓаните на оваа земја? Kjo temë të shqiptarët është tjellu prej vitit 90. Unë nuk e dia u kujtohet se kishte një dilemë vitin e 90-91, a është ushtria Maqedone, se është ushtria e Republikës Maqedonisë. Mbas presionit edhe subjekteve politike shqiptare u definu edhe ajo terminologjia edhe tash përdoret, se është ushtria e Republikës Maqedonisë. Dhe me thënë, përderisa vitin e 90 u tentu që një grupacion të marrë atë ekskluzivitetin, te komunitetet tjera tentoheshte që të bëhet një distinkcion ndërmjet Maqedonasit etnik edhe përkatësisë shtetënore. Ashtu që unë jam shtetas i Republikës Maqedonisë, sipas nacionalitetit shtetënor jam i Maqedonisë, sipas përkatësisë etnike ose identitare times jam shqiptar. Edhe unë jam një shembull edhe një dëshmi konkrete se emri i shtetit nuk ka ndiku as pak ndjenjen time etnike ose përkatësinë time etnike, mos flas për identitetin. Ky identitet i shqiptarëve në Maqedoni ka qenë prezent edhe në mbretëninë e serbëve, kroatëve, slovenëve, është zhvillu edhe në Jugoslavi që me përkthim është shteti slavëve të jugut, ka vazhdu edhe Republikën e Maqedonisë së Pavarur, edhe unë nuk mendoj, domethënë është qëndrimi edhe im, se emërtimi i shtetit nuk ka asesi të ndikoj në destabilizimin ose ndryshimin e identitetit tim etnik. Tash, është tjetër gjë kur politikanët për nevojat e tyre politike të ditës, që nuk ka ndodhë vetëm në Maqedoni, ka ndodhë edhe në Greqi. Ne dim për shumë politikanë grek, cilët kanë ndërtu karriera mbi këtë pyetje, por pa me përdor terminologjinë adekuate. Shifni, është problem ju ekspertizën edhe shkencën ta shpërndani të gjithë qytetarët. Edhe atë sende kanë keq përdorur edhe politikanët. Se unë besoj se shkencëtarët për të bërë distinkcion ndërmjet përkatësisë etnike. Mos harroni, në Jugosllavi kemi pas terme si narodnosti, ka qenë një mënyrë e përshtatjes realitetit atit momenti. Shqiptarët nuk kanë qenë narod, se nuk kanë pas shtetësi, po kanë qenë narod nëse kanë qenë me numër i madh, edhe e kanë pas pjesëmarrjen e vetë edhe në kulturën e atij shteti. Po kjo nuk ka ndiku them negativisht të shqiptarët që mos e zhvillojnë edhe mos e kultivojnë identitetin e vetë. Edhe në Maqedoninë e Pavarur, ku kishte tendenca të bëhet një ekskluzivitet për një komunitet, edhe pse është komunitet shumic, po ajo nuk ka ndiku negativisht them në atë identitetin e shqiptarëve. Ka zhvillime tjera cilët tentojnë të bëjnë zhvillime negative ose të imponojnë tendenca negative taj zhvillimi adekuat kulturor etnik i shqiptarëve. Po definitivisht emri i shtetit, jo. Prandaj jam i atij qëndrimi se Maqedoni, nëse nuk i marrin përbas politikanët, po nëse shkenca inkuadrohet në mënyrë si duhet, edhe politikanët bëhen të përgjithshëm, jo ta shohin interesin e momentit, si kur mund përfitojnë edhe kur mund zhvillojnë një karrierë, a kemi pas edhe të ne, kur janë zhvillu karriera në këtë çështje që shkencëtarisht e kanë keq përdor, po politikisht e kanë përdor për interesin e vet, mendoj se edhe ajo frikë e cila është legjitime te qytetarët kur ju u bombardojnë tan ditën se do ta humbni identitetin, do ta humbni gjuhën. Ajo nuk mund të hupet. Gjuha ka gramatik, ka përdorues të saj, gjuha nuk është çështje individuale, nuk mund gjuhën ta përdorni vetë me vete, domethënë ka grupacion të formuar i cili e përdor atë gjuhë. Atëherë nuk shoh unë se si mundet emërtimi i shtetit realisht të ndikoj në humbjen e identitetit të komunitetit Maqedoni. Добро, се надам дека е доволно како провокација за публиката. Ќе отидеме на уште една пауза, па ќе го вклучиме Јане во овој дел. Ме интересираат неговите ставови во продолжението на разговорот. Останете на нас.
Продолжуваме со емисијата 360 степени, зборуваме за прашањето на идентитетот во контекст на преговорите за името на државата. Во студиото и понатаму се Алберт Муслиу, Ана Чупеска-Станишковска и Горан Јанев. Господин Јанев, со вас ќе продолжам. Какви се вашите размислувања во однос на овој корпус прашања што претходно ги разговаравме со Чупеска и со Муслиу? Може ли да се зборува за единствен државен идентитет на граѓаните на Република Македонија? Не знам како ти одговорам кратко, знам како ти одговорам, не знам како ти одговорам кратко. Потрудете се. Работата е во следново. Значи, имаме состојба од предмодерни времиња и имаме сега состојба во 21 век, постмодерни, како сакате викате ги. Во предмодерните времиња се формира концептот на национална држава, nation state. Но ние треба да разбереме една работа, и многу е важно да ја разбереме таа работа. Тоа е пред се заштита на пазарот. Интересна група се формира околу дворовите и почна да се го штити пазарот. За да има војска која што ќе војува за него спремна да погине, не е веќе врзан на феудот на дворецот или на имотот околу, туку збориме за држава. Значи треба да представи некоја голема слика за нацијата, која што луѓето бидат спремни да умрат. Да дадат својата крв, својот живот за нацијата, за некако си интерес абстрактен. Кога почна да се внесува ова како идеја, како идеологија, се формира концептот на национална држава. Ние имаме судир на веќе развиени национални држави во 18-19 век и 20 век, кога почнува да се формираат, да се дооформува, да се распаѓа Отоманската империја, се доформуваат нашите држави. Во таа состојба, Македонија на некој начин уште го живее. Ере Хобсбаум е еден многу добар историчар, проучувач на национализмот и на измислувањето на традициите, односно конструирањето на националните идентитети како алатка за владење со народите. Он збори за долгиот 19 век, кој што почна негде со 1878 со Француската револуција и трае до Втора светска војна и натаму. Значи, ја мислам дека Македонија уште го живееме тој долг 19 век, иако сме веќе во 21. И не само Македонија, туку и Балканот. Што се случува кај нас? Кај нас, за да се бајпасира тој недостаток на образование, хомогенизација на нацијата преку сите можни инструменти, преку јавната сфера, преку политичко влијание со инструменти за асимилација, културација, бришење на културните разлики, јазичните разлики. Франција брише преку 18 јазици кои што биле јасно дефинирани. Сега сите ги зборуваат само францускиот и не ги знаат тие стари јазици веќе. Значи, нациите се модерна творевина, тој е инструмент на државата. Што се случи на Балкан? Значи, да скатам приказката. Кога зборуваме за етничко, ние подпаѓаме под замката на примордијалните теории за мит на континуитет. Тие се базираат на крв, наследство, пренесување и така натаму. Боже ме сачувај што се ќе искочи ако почнете да чепкате што се имате во своето наследство по таа основа. Но ни тоа не е важно. Важно е што станува во теориите, збориме што е на енглески salient, што добива вредност во кој момент и која е политичката вредност на дадениот слој идентитетски. Клучното кај нас што се случува, не само Македонија, туку на Балканот, го сведочиме од 90-ти наваму со крвави последици, а секојдневно и со осиромашување на народот, додека ние се бавиме со нашите етнички идентитети и поделби, нас ни се случува постојано, континуирано, несопрено осиромашување и распродавање, тотално распродавање на се она што е општ јавен ресурс. Дали е тоа инфраструктура, дали се тоа минерали, ресурси, што сакате, погледнете од кај сакате нашиот економски излез цело време. Овие 10 години на најсилен национализам, ние имавме најсилно воведување на неолиберални практики, на воведување на стран капитал, екстракција на минерали и на ресурси од оваа земја и најбитниот ресурс човечката работна сила. Ние за тоа не зборуваме, ние зборуваме за албанците, за бугарите, за грците. Се расправаме помеѓу себе. Значи, тоа е модел на владење, јас тоа го нарекувам етнократија. Не го измислив јас овој поиме, еден израелски научник, да не оптеретуваме јавноста, Јифтачел, го почнува тоа, однесувајќи се на Израел, како станале тие доминантна нација, где он го дефинира израелското општество како етнократско. Сега, како ќе го канализирате ова во контекстот за кој што сме заинтересирани во овој актуелен момент? Види како ќе го канализираш. Чим се работи за идентитет, зборуваш за лична перцепција, чувства. Тие чувства се нормално може да бидат бурни, може да бидат сталожени, може да ги балансираме, може да ги хармонизираме. За да се дојде до хармонизација на тие чувства, треба престане да бидат машата во рацете на етнополитичарите.
Теориите што се бават со етницитет ги зборуваат, ги нарекуваат ethnic entrepreneurs, етнички предузимачи. Значи, оние кои што се продаваат за заштитници на етничките групи, представници на етничките групи, всушност се манипулатори со тие чувства. Манипулирајќи ги тие чувства, тие доаѓаат до гласови и доаѓаат на позиција на власт. Што се случува во систем на етничка политика? Постојано имате значи не само меѓуетничките односи, внатре етничките, интрагрупните процеси. Која е главната карактеристика? Майкл Бантон вика ethnic outbidding, етничко наддавање. Кој е порадикален? Сега си дошол ти на власт, одма овој што е паднал од власт, му вика, види го бе, се продаде за кола, за шофер, за стан, за пари, за рекет, за корупција, слуга име на македонците, така натаму. Овие што се македонскава страна, види бе, се продадоа, се им дадоа на албанци, уште ли шо ќе барат овие преку леп погачи и така натаму. Значи, постојано во оној што е во опозиција, вика, ги максимализира, ги подигнува, ја подигнува пречката која што треба да прескочиме како општество заедно. И не држат се повеќе и повеќе во одвоеност. Јас, кога прашуваш што можеме да направиме, мислам дека веќе направивме. Кај нас се појавија левичарски движења како Солидарност и така натаму, кои што зборуваат во своите статуси и програми за супраетнички идентитет, надминување на етницитетот во Република Македонија. Кај нас ни се појави пленумот студентски, кај што без директива, наредба и закон за двојазичност ги објавуваше своите соопштенија на два јазика. Кај нас ни се јави професорски пленум кој што го правеше истото. Кај нас се појавија врзување на знамења македонски и албански. Мене ми се ежи кожата на 17 мај кога отидовме да им направиме дикиш на СДСМ, да се дигнеме сите, да не видат дека сме сите против ВМРО, кога се спушти од подкале со албански знамења и кога сите заедно им аплаудиравме во колоната во поврката пред 2 сата, кога се движевме натаму. Значи, кај нас веќе се случуваат тие процеси на созревање и гледање, не само да созрееш, туку да смогнеш и капацитет за рационално да постапиш, да го надминеш етничката поделба. И во граѓанството тоа ни се случува. Но дали во некои интереси кои што неспорно ни се заеднички, или вие мислите дека тоа се процеси кои навистина одат толку надетнички што одат дури до нивото на укинување на етничките групи? Мислам дека за различни нивоа зборуваме. Нема албански пензионери и македонски пензионери. Има пензионери или нема пензионери? Имаат право да остваруваат пензија, добра, достоинствена или не? Но имате политички систем кој што вам ви генерира права врз основа на тоа кој пратеник на која етничка група и припаѓа. Не генерира права. Значи тука се сите во заблуди. Тоа е замката на политичарите, етнополитичарите. Тие не ви генерираат права, тие не ви остваруваат права. Тие постојано ве враќаат во шишенцето на етнички субјекти. Политичкиот субјект во Македонија не е граѓанин. Тој е етнички субјект. Тоа е трикот на етнократијата. Кога ќе станете вие етнички субјект, вие не сте политички субјект слободно мислечки, бидејќи рамката ви е поставена, вие сте етнички субјект. И тука барате права. Сега ова е етнички. Да ве разбирам. Ова е филозофска интерпретација. Не е филозофска, реална. На мојата констатација. Ама во уставот има јасни механизми за тоа како се, како да кажем, носат одлуки, се произведуваат права на ниво на етнички колективитети во Македонија врз основа на етничката припадност на пратениците. Не, само ни го трошат јавниот дискурс, времето за дебата за тоа дали живееме во најпрелевиот воздух, дали живееме во најсиромашната земја, само тоа е целата приказка. Нема права, какви права? Ни на едната страна, ни на другата страна. Muslio, ајде. Duhet bëhet një distinkcion, se edhe kushtetuta mundson të drejta që kanë të bëjnë me gjuhën, identitetin, traditën e grupit etnik. Mendoj se qëndrimi jot është se nuk janë të vetmet të drejta ato të cilët e përcaktojnë një qytetar. Mendoj se edhe protestat tregun se edhe shqiptarët, edhe maqedonët, edhe turqët, edhe gjithë tjerët ishin të interesuar për sundimin e ligjit, për mos diskriminim, për mos korupcion, për gjithë ato çështjet të cilat e përbën një shtet, se një shtet nuk e përbën vetëm gjuha. Gjuha është mënyrë e komunikimit, edhe thash ajo ushtrohet në grup me tjerët. Domethënë edhe kushtetuta për çështjet që kanë të bëjnë me interesat e një komunitet, domethënë është mehanizëm mbrojtës, nuk është kjo ekskluzive vetëm për Maqedoninë. Është mehanizëm mbrojtës bazuar një eksperiencë të keqe, e cila thash filloi në vitin 90, një eksperiencë keqe mbi votimit një komuniteti për çështje që kanë të bëjnë me atë komunitet. Te ne ligji për ajrin, ligji për taksat, ligji për TVSH-n, nuk votohet me shumicë dyfisht, po votohen ligje që kanë të bëjnë me tendencën për ta majorizu, për ta thith edhe për ta, si them, përshtat sipas nevojave
të shumicës një grupi etnik, në to raste përdoret modeli i dyfisht ose i badinterit. Prandaj deputetët edhe deklarohen. Ato deklarohen për shkak të edhe një problemi cilën e kishin kur kishte ndryshim identitetesh të deputetëve sipas nevojës politike. Unë pajtohem se mënyra më e lehtë për politikanët tanë është defokusimi, ajo është ajo teorie mbanja hajdutin, ku juve u koncentrojnë për një çështje që realisht nuk është kontestuese, se këto komunitete në këto vende kanë jetu edhe para ekzistimit edhe të Maqedonisë, Jugosllavisë, edhe kanë funksionu me gjitha ato karakteristikat si gjuhësore, kulturore, tradicionale, kështu me radhë, por politikanët e përdorin atë për nevojën e vetë. Juve u defokuson, thot, marrëdhëniet ndërretnike janë ato cilët e destabilizojnë këtë shtet, nga ana tjetër vjedh, korrumpohet, përdor nepotizmin dhe gjithë ato elemente cilët janë për interes të gjithë qytetarëve i keq përdor për përfitimin e vet personal. Edhe ajo neve na ka ndodhur. Unë mendoj se ajo që ndodhi këto 2 vjet e vërtetoi se qytetarët kanë filluar kapak ti demaskojnë ato tendencat politikanëve, se ju e keni një situatë ku politikanët të grupeve të ndryshme etnike funksionojnë në mënyrë perfekte ndërmjet veti. Ne kemi qeveri e cila përbëhet edhe prej maqedonisëve edhe shqiptarëve prej vitit 90. Nga ana tjetër, marrëdhëniet ndëretnike neve na tensionoheshan prej vitit 90. Unë kam një teori se për dallim për disa shteteve cilat kanë pas realisht marrëdhënie ndëretnike të tensionuara, këtu mund ta përmend Irlandën e Veriut, ku politikanët tentojnë të qetësojnë qytetarët, të gjejnë mekanizma se si të bashkëjetojnë ato dy komunitete ndryshme, Maqedonia erdhëm situatë ku qytetarët protestojshin edhe tentojshin që politikanët të qetësojnë që mos kemi dëm ne si shtet. Edhe ne në mënyrë konstante, prej vitit 90, jemi në panik se çfarë budallëku do të bëjnë politikanët edhe do të na fusin neve në tensione dhe konteste ndërmjet dy komuniteteve. Edhe ajo është realitet në cilin kemi qenë dëshmitarë ne prej vitit 90. Po du të them se tash pavarësisht ajo të majta, ajo në gjata, Maqedonia e vërtetoi 2015, 2016 se ka kapacitet edhe ka qytetarë cilët e kuptojnë se nuk janë vetëm marrëdhënie ndëretnike ato cilët kanë peshë Maqedoni. Ka peshë, ka edhe sundimi i ligjit, ka zhvillimi normal një shteti, kanë taksat, kanë gjithë këto çështje, a mos harroni prej vitit 90 në Maqedoni fokusohen vetëm në marrëdhënie ndëretnike, jo se ato kanë qenë ideale. Unë nuk mund të them se përfaqësimi adekuat nuk ka peshë në Maqedoni. Po përfaqësimi adekuat në Maqedoni nuk ka peshë vetëm për shkak të interesit subjekteve politike. Po qëllimi saj edhe kur është venduar marrëveshjen e Ohrit ka qenë për t'ia afruar institucionet një grupacioni i cili realisht në sistemin e kaluam ka qenë i anashkaluar prej institucioneve. Domethënë tendencat edhe të atyre pjesëve të marrëveshjes të Ohrit kanë qenë për afrim. Përfaqësimi adekuat tash ka qenë për t'i afruar institucionet ndaj qytetarëve të një komuniteti cilët kanë ndjejtë se janë jashtë institucioneve. Gjuha, përdorimi i gjuhës nuk ka qenë tendenca e saj ta ndaj Maqedoninë, po ta institucionalizoj mënyrën e përdorimit të asaj gjuhe në relacionin qytetar-institucione. Ne që 5 muaj ndigjojmë se si përdorimi i gjuhës shqipe e vendon në rrezik përdorimin e gjuhës maqedone. Ky ligj rregullon se si ju komunikoni me institucionet, edhe qëllimi nuk është për ta përforcuar përdorimin e gjuhës shqipe ose për ta siguruar mbajtjen e identitetit shqiptar, po për të përmirësuar shërbimet që institucionet japin një grupacioni, edhe për ta rritur atë ndjenjen e përkatësisë ndaj një shteti edhe ndaj një nacioni ose një kombi shtetësie të cilët ju pare se përmenda. Ajde, i Ana да да ми шанс. Не реплицирам за тоа, само кратко. Да се доразјаснам, да не искочи дека јас мислам дека во Македонија сите ги уживале сите граѓански права подеднакво. Значи тоа што го зборуваше сосема точно и исправно, но јас само сакам да кажам дека се претерува во смисол на акцентирањето на суштественоста на тие прашања во однос на и потоа, самиот начин на барање на тие права, како да некој никош нема да ти ги даде. Јас не викам дека нема основа за таква параноја, 95-та ја памтиме за педагошка академија, 94-та која беше и така натаму. Но прашањето дека имало етничка стратификација во Македонија е несомнено. Дека требало да се превзимаат и мора да се превзимаат се уште мерки за надминување на тие структурни разлики, надавање, отварање на општествените канали за мобилизација подеднакво
Исто така. Но, ако го претвориме во оваа гротеска во која што сега ние играме, на партиски списоци, не етнички списоци, партиски списоци, ДУИ вработува кадри од ДУИ, ДПА вработува кадри од ДПА, не албанци, него блиски на нив. Значи, спојката помеѓу клиентелизмот, кој што е кај нас присутен, етничкото брокерство, односно играта на посредник, контролор на државните ресурси од страна на партиите, партизацијата на државата, значи ви справа една спрега, која што низ идиомот, низ говорот, низ дискурсот на етницитетот, ви го прави ова што ни се случува. Не дека проблемите ќе исчезнат ако не зборуваме за нив, но како им пријаѓаме е друго прашање. И веќе фокусира од главниот проблем. Апсолутно. Ана? Па, генерално се согласувам со ставовите на Горан, поготово за капиталистичките основи на национализмот, меѓутоа мислам дека воопшто не вие како партија Левица, него денешната Левица Левица не сум партија. Не преска кажа дека солидарно, извини молам те. Сам да кажам левичарските движења, не партијата, значи општо генерално денеска во моментот во светот, во Македонија насекаде има еден генерален проблем со концептите на етнокултурната правда и во тој контекст ги релативизира значењето на идентитетите и малку заоѓа на кај десно ориентираниот либерализам. Сакам да кажам на кратко дека и културата и идентитетот е подеднакво важна како и класата. И двете се независни варијабли на политичкиот процес. Нема тука кој е поважно, ова не е поважно или ова. Подеднакво се важни и двете варијабли. И од тука ние можеме дури да се пофалиме. Точно е дека го злоупотребуваат тоа политичарите, ние мораме да некако да најдеме начин да се справиме со вие што го викате нели етничкиот корпоративизам, меѓутоа не можеме да ги занемариме фактите поврзани со уставот од 90-та, со статусот и социјален и нели граѓански на другите народи кои што не се во мнозинство што живеат овдека и мислам дека тоа треба да го негуваме, особено што во контекст на регионалната атмосфера стануваме поради тие прашања, монети за подкосурување. Ете, неколку пати бевме и причина, односно на граница на безбедносен конфликт и така натаму. Значи, ние ќе мораме двете работи паралелно да ги тераме, тоа сакам да кажам. Не да избираме помеѓу идентитетот или социјалниот статус на луѓето. Не станува збор за тоа. Јас само сакам да го кажам следново, да се доразјаснам, да немаме недоразбирање. Вас ви е неопходно нам ни е неопходно да воспоставиме можност за креирање политичка заедница на рамноправни граѓани. Тоа подразбира, кој ќе падне снег на мојата улица на која што живеат и македонци и албанци, сите да си ја земеме лопатата и да бутнеме малце лево-десно, за да не си скршиме нозе. Значи, не е во прашање, бидејќи снегот паѓа врз сите, не ги прашува. Значи, не е во прашање дали вие ќе го имате, ќе го задржите својот културен идентитет. Со комшијата, значи јас во Гостивар го правев, моите сужени малце дискутиравме претходно, во 2001 година точно, една сцена нема да ја заборавам, влегувам во македонско семејство, влегувам во куќа, домакинот до тука во крв, шо преш? Курбан Бајрам вика. Комшииве му донеле едниот, другиот, не може да го досецка месото, да го спакува, да го смрзне во месо, да го стави. Не им треба ни јазик за да се разбираат и на македонски, и на албански, и сите работи. Значи, не е во прашање културен идентитет, никој не ти го одзима. За да нас ни е проблем наметнувањето на етничкиот дискурс, затоа што ни ја превенира можноста да формираме политичка заедница, сите да бидеме дел од таа политичка заедница. Втор момент кој што е многу битен, при пробивот на капитализмот и како што се наметнува кај нас во таа ненормална транзиција која што мораме да ја преживуваме. Вие ја губите суштината, ние не знам Македонија за што се бори. Ние имаме изгубена суштината зашто се формира националните држави. Тие се формира како заштита на пазар, затоа го кажав тоа на почетокот. Кој пазар го штитиме ние? Која економија штитиме ние? Ја распродадоа, ја распрчка, ја уништи, ја прегазија. Зашто зборуваме ние во оваа земја? Каква модерна држава сме ние кога ние сем некоја царинска граница, ние немаме ништо друго што да штитиме. Ние побогу сме измишлјотина од аспект на економија како држава. Ние ништо не сме направиле да ги унапредиме можностите за развој економски во оваа земја. Джабе ни причаат при други приказки, а тоа го зборувам. Може ли сега малку да се вратам на почетно поставената теза? Јанав и вас ке ве прашам и пробајте ако можете што подиректно да ми одговорите. Како вие ги разбирате изјавите на политичарите дека треба да се сочува идентитетот
во можното решение кое што ќе произлезе од преговорите за името? А види вака, Грција од 88 го менува името на регионот Северна Македонија, кој што претходно од Северна Грција во Македонија. Значи менуваат тактика, менуваат стратегија всушност, не тактика. Пристапот претходно беше се што е македонско се стави под черкиче, удри по глава, ќути тишина, нема Македонија, не збориме за македонци, не постојат. Наеднаш осмелени од успешноста на примена на насилни асимилаторски механизми, викаат ние можеме да ги дотолчиме овие и да ги претвориме македонците во грчки македонци. Не во славофонски грци, не го користиме веќе тоа, ќе ги направиме сите грци што ги донесовме од Понтинска Грција, од Турција, од изгубените територии, ќе ги направиме сега, ќе ги официализираме за македонци. Ќе им го дадеме тој македонско-грчки идентитет. И сега вие во Грција, значи не е прашање за името. Прашање ти му го одзимаш сега, тој само што создал идентитет 20-30 години му ја клюкале главата, зборам за периодот од 88 нааму, му ја клюкале главата дека Македонија е грчка, Александар е грк, Филип е грк, сите се грци, све е грчко на таа територија. И ти сега сакаш да му го одземеш, он така се чувствува, му го одзимаш тоа. Значи затоа е прашање во преговорите дека се зборува да и за идентитетот на македонци, дали ќе се викаме македонци или не македонци. Што отвара прашања апсолутно легитимни како ќе се комуницираме ние со прекрстено име. Јас не се согласувам дека се согласувам дека можеби ако ве крстат Северна Македонија, ќе можете да го задржите право да се викате македонец, а не северно македонец. Ама не знам дали тоа не е дел од преговорите. Мислам дека е дел од преговорите, да ти пишува дека ти е nationality of Northern Macedonia. Значи ти си by nationality Northern Macedonia, не Македонија. Тоа ве прави северно македонец вас. Мене нема да ме направи? Да. Ама зошто? Значи ако зборуваме за модерна држава, примена на бирократски апаратури, механизми на меѓународни договори, зошто јас по чему јас би се откажал од дел од моето достоинство? Јас сум македонец точка. Мене ми е прашање како да оставам во таа Македонија простор за сите што живеат на оваа територија се чувствуваат како македонци, а не како етнички македонци. Да. Ама тоа државјанство се однесува и на етничките македонци. Државјанство нема врска со чувство етничко или национално. Значи едно е етничко, друго е национално. Композитот како да го направиме да биде задоволителен за сите. Зошто ви предизвикува тогаш таква дразба тоа што ќе го пишува кај nationality? Не ме предизвикува мене никаква дразба. Ама сега рековте дека ви е проблем. Мислите дека тоа ќе направи северно македонец? Значи ја принципиелно пристапувам на прашањето. Од аспект на меѓународно право, имам право на self determination. Тоа е во Обединетите нации, во Конвенцијата за човекови права, во декларацијата на Обединетите нации. Но што ве прави вас? За овој сакав да што е прави вас да се самоидентификувате како македонец? Тоа што го пишува во графата nationality или тоа што имате само чувство дека сте етнички македонец, кој што зборува македонски јазик? Значи јас не чувствувам дека сум етнички македонец, јас чувствувам дека сум граѓански македонец. Јас сакам, се радувам на денот што ќе дојде еден ден, да керка ми не мора да размислува дека некој што зборува друг јазик не е ист со нејзи, дека не живеат во иста земја, дека не се исти. Јас не сакам она да се разликува посебно и различно од нив. Јас сакам да може да има опцијата да расте во оваа земја во која што нема да гледа. Значи тоа е дебилно да размислуваме на јазикот на кој што го зборува. Во Лондон се зборуваат милиарда јазици. Втор зборуван јазик е полскиот во моментов. Тогаш од што се плашиме? Од што се плашат македонците? Дека ќе загубат што? Значи плашењето е доаѓа од таму од доле ти вика ти немаш право да се викаш. Ти немаш право да се чувствуваш така ми крадеш на мене. Ти објаснува приказката и ти е пласира на маса. Тој нема право да ми се меша на мене. Значи идентитети да се само припишани и припишани од надвор. Припишани од надвор, значи ја кажеме пример за негативен идентитет припишан од надвор е кастинскиот систем во Индија кој што by the way е етаблиран, бюрократизиран од колонијалниот владател, од британците. Имате група на недопирливи, далит. Тој не се идентификува себе си како недопирлив, не сака да ја толку прљав да не сме да пипне никого, ама не сме да пипне никого. Не сме да пипне никого. Тој смее да чисти само џубри и да живее со кучињата. Значи тоа е припишан негативен идентитет. Зашто се ставам во позиција да некој ми припише мене негативен идентитет? Да јас морам да го сменам онака како што јас сум се решил да се викам. Значи, а ова при тоа не го кажувам од побуди патриотски, не знам какви, едноставно тоа ми било дадено, немам зошто да се премислувам. Зошто би требало да влезам во процес на промислување на тоа како се препознавам себе? Чупеска, вие на оваа линија што размислувате? Па ја мислам дека идентитетот не е само етнички определен, која се однесува на културните групи посебно.
он се однесува и на чувството за историски континуитет, нели, јазикот, можда религијата тука, и тоа секогаш, не секогаш, поготово сега со временоста, мислам дека треба да, како што има и кај нас, да добие свој одраз на ова што го кажува Горан во политичката заедница. Политичката заедница не смее да ги ескивира именно културните групи и идентитети во таа една граѓанска смисла. Дотолку повеќе и граѓанскиот концепт, кој што е нели универзалното граѓанство, што го знаеме како националистички пред се и хомогенизирачки аспект, дури и тој денеска е од со социјални аскрипции и либерални аскрипции е збогатен и дополнет, односно може да биде преку пример како нашиот модел на мултикултурна акомодација што го имаме тоа во ова. Që e drejta e vetë vendosjes, edhe vetë shprehjes, janë drejta të drejtës ndërkombëtare, po më harrojmë se në Jugosllavi ku edhe njësitë federale ishin njësi federale dhe kishin drejtën e vetë vendosjes, e kalon një traumë 10 vjeçare luftrave për të realizuar të drejtën e vetë vendosjes. Ishte ashtu. Gjithë ato kishin drejtë, bile Kroacia u shpallu, pranu, si shtet për hyrë një cikël të luftës. Dhe më thënë, marrëdhëniet ndërkombëtare nuk janë çdo herë korrekte. Marrëdhëniet ndërkombëtare, po edhe Kombet e Bashkuara janë venduar në bazën e një grupi të pesëve më të fortë, të cilët e organizojnë sistemin ndërkombëtar me qëllim që ai të jetë funksional sado të mundet. Unë e kuptoj shqetësimin e kuptoj emocionet, se te ne në diskursin politik ashtu edhe më prezentu. Më thonë, ju keni një Kinë e cila Tajvanin nuk e pranon. Nuk e pranon. Thot, ti e pjesë e Kinës, po ti ke ushtri, ke kufit e tuj, ke sistemin organiziv tëndin, kryetare, kështu me radhë, po në të ardhmen, thot, ti e pjesë e Kinës. Edhe funksionon. Ka solucionet ndryshme në botë, të cilët i përshtaten realitetit të momentit. Unë nuk e di, nuk e kuptoj, në asnjë mënyrë, se si mundet cila do marrëveshje ndërkombëtare në shkruhet Maqedonia me Greqinë, e cila mund ta personalen ta ngucë, ta prek edhe ta parandaloj. Se nuk mundet. Ne flasim për një grup etnik i cili ekziston, e ka traditën e vete, e ka gjuhën e vete, e ka historinë e vete, mundet dilemat këtu vetë në Maqedoni, politikanët e papërgjithshëm i kanë imponu me do tendenca të antikvizimit, cilat në diskursin këtu janë debatu. Këtu duhet, ajo tem, realisht duhet të folet edhe për atë, po pa politikanë mrenda, se politikanët thash, e kidnapojnë gjithë procesin edhe e keq përdorin për nevojat e veta. Po në Maqedoni duhet të bëhet një analizë, një debat i hapur, kush si, me përkatësi si ndjehet. Se kërkush në një shtet modern nuk mund t'juve të ndërpres se si do të ndjeheni. Të ndjesh sot Maqedon, nëse mund ndjesh angles, edhe është e drejta jote. Po të drejtën e ushtrimit të atyre karakteristikave të një kolektiviteti cilët ti i përket, janë të drejta cilat duhet një shtet modern ti siguroj. Edhe unë nuk e di, nuk e kuptoj se si mund të rrezikohet identiteti i bashkëqytetarëve të mi, cilët e kanë traditën e vete, e kanë historinë e vete, e kanë gjithë ato karakteristikat cilët një shtet modern i ka. Edhe të them, ky procesi si them, cilët e kanë bë shtetet e Ballkanit në vitet e 18-19 ka përdor mehanizma cilët kanë qenë violent, mehanizma ku kanë përdor vrasje, prerje, ndalim përdorimi gjuhës. E kështu me radhë, kjo ka ndodhur në Greqi, nuk ka ndodhur vetëm me Komunitetin Maqedonas. Unë nëse shifni skenën politike në Ballkan, është një debat shumë i madh ndërmjet Shqipërisë edhe Greqisë për çamët. Pa ato janë realitete edhe mehanizma cilët janë të pa pranueshme në Evropën e shekullit 21. Ato që i kanë bëj, kanë keq përdor, kanë arrit një rezultat, po tash duhet merren edhe me pasojat e atit keq përdorimi cilën e kanë bë. Ashtu që duhet bëjmë një distinkcion ndërmjet asaj se çka mund të ndodhë eventualisht me marrëveshjen me Greqinë, pavarësisht se si do ta emnojnë atë. Ne biseduam edhe para takimit, unë nuk e kuptoj se si mund Maqedonia ngrihet ndonjë dilemë aq shumë e madhe për distinkcionin ndërmjet gjuhës bugare, gjuhës maqedone, kur unë kam studiuar gjuhën serbo-kroate, edhe ju nuk keni dilema ndërmjet serbëve dhe kroatëve për dallimin e tyre etnik. Nuk ka dilema. Ndërsa te ne ka disa prap politikanë, cilët duan në atë moment të bëhen të parit e komunitetit vet, edhe tregojnë dobësi ndaj ndjenjes etnike cilës ato vetë i përkasin. Se ju nëse s'keni dilemë të identiteti juj, të gjuha juj, të kultura juj, si s'keni shkat frikeni prej kërkujt, po si don aja atë leta përdor. Edhe e treta, mos harrojmë se Maqedonia ka shtetësinë e vete.
nuk mund askush prej jashtë të imponoj këtu metoda të dhunshme për eventualisht të rreziku identitetin e një grupacioni ose grupacioni tjetër. Dobro, уште една пауза, па се враќам уште малку со дебата. Бидете на нас. Еве не во финалето на вечерашнава емисија зборуваме за идентитетот во контекст на преговорите за името. Чупеска Станишковска има напади од многу страни дека македонскиот народ е измислен, непостоечки, вештачки формиран. Колку е стабилен, изграден, дефиниран идентитетот на македонците? И што се главните одредници на тој идентитет? Значи, македонскиот идентитет си е стабилен, но не е само етнички одреден, тој си е одреден заради културното наследство, културата, материјално културно наследство, духовно културно наследство, историјата, јазикот што се зборува и така натаму. И од тука он таков постои, значи не може по ниеден основ да биде оспорен. Тоа што има разни провокации, таквите провокации каде што се оспорува идентитетот на македонците, мислам дека не треба да не потресуваат многу. А кога се оспоруваат нациите воопшто, тоа на секоја нација може да и биде припишано, бидејќи нели знаеме тие се модернистички конструкти. Тоа сака да ве прашам, постои ли природен и вештачки начин на формирање народи, бидејќи нели ние сме биле вештачки формиран народ? Не. Значи, ја не знам кој кажал дека народот македонски е вештачки, меѓутоа се сеќавам на изјави дека се зборуваше дека македонската нација е вештачка. Така беше. Од тука нациите сите се вештачки. Значи нема нација што природно настанува, тие настануваат во времето на индустријската револуција, кога на државата како главна политичка институција и треба инжениран идентитет за да ја оствари својата контрола на определени територии, да их хомогенизира и така се создаваат првично нациите држави. И во тој правец сите нации се измислени. И сега нашата национална приказна или нашата нација држава се отелотворува фактички прв пат официјално, пошто нели за таква работа мора и да те признаат другите држави нации, нели со АСНОМ. И од тука националното прашање си има свој континуитет, независно од идентитетот на македонците кој што е поврзан со културата, со историјата, чувството на припадност и што е најважно, идентитетот се формира околу вредносните системи. Да не е тоа така, нема да има проекти за инженирање на европски идентитет, кој што не е поврзан ниту со некоја конкретно помала група или поголема културна група, туку тој идентитет се ситуира околу систем на вредности кој што жителите на европскиот континент ќе го прифатат за свој аспект на себството. Јанев на дебатата што ја споменавме во Солун беше и Павле Воскопулос, долгогодишен борец, активист за правата на македонците во Грција. Тој во изјавата во прилогот што одеше во рамките на оваа емисија, меѓу другото, вели дека географска одредница во името на никаков начин нема да му пречи на современиот македонски идентитет и при тоа се обидува да направи разлика меѓу современиот македонски идентитет и антиката. Вие се согласувате со оваа теза на Воскополос? Јас согласен со таа поделба или потреба од дистинкција помеѓу едното и другото, затоа што Павле пред се, иако е активиста, борец за малцински права, тој е алергичен на национализам. Тој пред се и секогаш кажа, јас сум грчки граѓанин, само јас не сакам да бидам шиканиран во оваа земја затоа што зборувам друг јазик, имам друга културна, како да кажам, матрица која што е негуваме по дома. Не дека таа културна матрица се разликува страшно многу од грчката, но сепак сака се израчува својот идентитет. Значи тој не настапува од националистички позиции. Тоа ме носи до и како рефлексија на она што го кажа Ана и она што како одговор на ова прашање. А можеби финална дискусија моја. Значи македонската историографија, процесот на градење на македонската национална држава во слободно градење на националната држава од 45-та наваму, направи една грешка, падна под замката на следење на моделот на градење на историографија како српската, бугарската, грчката и така натаму. Значи,
тука се воведоа оние инсистирања на митовите за континуитет историски, за воведување на митот за хомогенизација. Значи, тие два клучни мита, кои што го есенциализираат, го материализираат концептот на идејата на нацијата, се всушност оние кои што се најпроблематични. Зошто се тие најпроблематични и каде е нашата грешка? Нашата грешка е во тоа што македонското револуционерно движење за ослободување, за автономија на Македонија. Првата точка секогаш е автономија на Македонија во рамките на Отоманската империја, втората точка секогаш е борба против сите видови на шовинизам, така ги нарекувале на времето. Да не забораваме, тие сите се левичари, социјалисти, анархисти, како што све не биле, и тие не верувале дека македонците етнички треба да доминираат со Македонија, туку дека Македонија како таква треба да се ослободи од јаремот, меѓу другото и економски и правно-политички, на Отоманската империја, да ја модификуваат, да им се овозможи слободно живење на граѓаните на оваа територија. И ние тоа го имаме и во 45-та како рефлекс, и ние тоа го имаме спроведувано во почетокот. Значи, на Саат кулата во Битола, на плоштадот кај што го наместија се да јава Филип, има една мала скромна плочка и вика во спомен на ослободувањето на народите на Македонија. Без дистинкција. Значи, свесноста, таа свесност постоела кај македонските револуционери. Ние имаме проблем што после тоа нашата историографија во обид да се бори со овие идентистички, хомогенизирачки, моќни историски наративи на нашите комши, кои што се шовинистички по природа, ние се обидуваме да градиме модел во кој што исклучуваме делот од поврзаноста со албанското население овдека при борбата против турците, во борбата во НОП, иако имало и едни и други, сегде имало и едни и други. Значи, ние заборавивме да ги потенцираме заедничките моменти, да овозможиме и на идеолошко поле политичката заедница помеѓу македонците и албанците и сите што живеат во оваа територија, и наместо тоа паднавме во замка на градење на ексклузивен национален идентитет. Антиквизацијата беше само, како да кажам, чир кој што пукна, тоа долго време тлеело, чир кој што пукна на тој погрешен дискурс, кој што по себе е шовинистички, по себе е ексклузивен и ксенофобичен. Затоа што сите ни се непријатели со никој. Значи, оттаму, сега сите овие дебати, разговори, дискусии со Грци и така натаму, тие треба да ги водиме со отворено срце, со отворени очи и со отворен ум. Но, јас само те реков, еден момент е моментот на задирање во достоинство. Значи, ние мораме достоинствено да искочиме од овие преговори. Што побрзо, што подобро се разбира, но дали е македонската страна таа која што треба да ги прави цело време од стапките, тоа е друго прашање. Значи, 92-та Бадинтеровата комисија ја призна Македонија дека треба да биде, ја препорача Македонија за признавање, во Лисабон се постави прашањето за името на републиката. Европската заедница, меѓународната заедница има свој удел во оваа неправечна распределба баланс на сили према Македонија, па ние сега имаме дилема како да се викаме и како треба да се викаме. Ние треба да имаме дилема како да изградиме заедничка политичка заедница. Република Македонија како таква, ако го изгуби делот од своето достоинство, ќе створи прво траен конфликт внатре во македонското етничко тело. Ќе имате бескрајно долго време, многу долго време, луѓе кои што ќе се чувствуваат непоразени, уништени и понижени. Такви не ви требаат као граѓани во една земја, бидејќи тие со својот гнев не ќе знаат како да го канализираат. Тоа е проблем од невидени размери. И у однос помеѓу меѓуетничките односи внатре во нашата земја и кон надвор. Тоа е мојата точка. Мислам дека дадоа гаранции премиерот и Димитров дека за идентитетот, ако не се лажам, дека за идентитетот нема да се разговара, дека нема да се прифати достоинствено решение. Неколку пати, мислам дека и тоа треба да го имаме во предвид, која ги никој не мислам дека по оваа вечерашна дебата сме согласни зашто всушност станува збор кога се спомнува идентитет во овој контекст. И на што мислат и Заев и Димитров, па и вечерва на оваа маса сите ние кога зборуваме за идентитет. Гледате каков по име тоа деликатен. Unë se nuk kanë ato edhe tools, nuk kanë mehanizma si të negociojnë për identitetin. Tash ajo është çështje jo vetëm e kulturës, gjuhës, traditës, muzikës, po është edhe e ndjenjes përkatësisë një grupacion. Domethënë nuk ka mënyrë administrative, e tash si shqiptar jam një prej dëshmive se ai proces nuk është administrativ, nuk mund t'ju as ta kufizoni, ju mund ta quni si duni, po nuk mund ta përkufizoni edhe ta dëmtoni. Edhe tash flasim për kohëna, cilët nuk kanë qenë
фавор të komunitetit shqiptar. Ne tash flasim për një Maqedoni të pamvarur, e cila ka kufinë e vet, e ka pavarësinë e vet, edhe nuk mund ne tash të paragjykojmë se Maqedonia do të përdore metoda të dhunshme për të ndikuar në përkatësinë dhe ndjenjen e komunitetit, veçanërisht atij të komunitetit shumicë. Sa i përket çështjes të ekzistimit të identitetit, ajo është i padiskutueshëm, ai ekziston, unë jam mrit me bashkëqytetarë të mi, cilët e kanë pas ndjenjen e përkatësisë të identitetit Maqedonas. U tentu në Jugosllavi, ku kishte shtete cilët kishin identitetet zhvillume, ato te kalohen me një identitet jugoslav, a ishte artificial, edhe nuk u tregu i suksesshëm. Ne kemi shtetet cilët kanë ndërtu identitet mbietnik, po kanë pas një faktor unifikues. Kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ato nuk thirren traditën, kulturën të indianëve cilët janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po në kulturën, traditën e atij shteti i cili formu në shekullin e 18. Prandaj nuk duhet t'i politizojmë këto sende. Unë e kuptoj ndjenjen edhe jo komoditetin me cilën bashkëqytetarët e mi Maqedonës ndjehen tash, po besoj se ajo është për shkak një sistem amullijet cilën e kanë promovu politikanët. Unë e kuptoj se duhet gjuha shqipe, thuhet gjuha e unifikuar shqipe, gjuha e unisuar shqipe. Më dhënë Shqipja moderne tash, ka pas një kongres i gjuhës, cili pile është majtë manastir, edhe aty ai prezentohet si themelues i gjuhës moderne shqipe. Nuk dhe më thonë ajo se a gjuhë s'ka ekzistu, ajo ka ekzistu dhe më para. Po kemi kongresin e unifikimit gjuhës shqipe, dhe më thënë gjithë këto pjesë procesit në ndërtimit një gjuhë. Ajo është pjesë shkencore, nuk ka ndiku ajo të ndjenja identitare e shqiptarëve. Dhe që ka qenë çështje administrative, teknike, se si gjuhëtarët e kanë futat në kuadër të një gjuhe të unifikuar. Pra ne nuk duhet këtu të lejojmë që edhe politikanët, për përfitimin e vetë, të dalin me terme duhet ruhet kjo, duhet ruhet ajo, pa me definu çka nënkuptojnë me atë. Se kur do të definojnë çka nënkuptojnë me atë, atëherë ne do të kuptojmë në mbrojtjes të çkajt janë ato. Ajo vetëm dalin me floskula, po unë jam për negociata, jam për mbyllje çështjes, po mos e japim detin. Duhet të jenë ma precis, duhet të jenë ma të përgjegjshëm, se momenti kërkon përgjegjësi. Maqedonia është lodhur, Maqedonia ekonomikisht është e lodhur, politikisht është e lodhur, ne kemi dalë për një sistemi që spaku prej partnerëve tonë ndërkombëtar definoheshte si sistem me institucione të kapura. Gjithë këtu ne jemi të lodhur, edhe floskula të papërgjeshme gjithsesi nuk na nevojiten. Edhe besoj se një shtet modern, çdo kush për atë që e bën do ta ketë edhe përgjegjësinë. Po jo të dalin me terma të pa definuar, unë e mbroj këtë, unë e mbroj maqedonizmin, po cili Maqedon është ai i cili nuk do ta mbron maqedonizmin. Unë besoj se çdo shqiptar Maqedoni do ta mbroj shqiptarinë. Po ajo nuk nënkupton një sjellje arrogante dhe ekskluzive në Evropën e shekullit 21. Edhe Unioni Evropian nënkupton humbjet një pjesë e sovranitetit. Nënkupton humbjet një pjesë të atij mbrojtësi nacional cilin e kanë pas shtetet nacionale. Ne atje aspirojmë. Si mendojmë ne të bëhemi shtet antar i Unionit Evropian edhe të jemi absolutisht sovran. Në këtë botë moderne mundet ka 2 ose 3 shtete absolutisht sovrane në botë. 250-600 tjera nuk janë absolutisht sovrane. Dobro. Благодарам много што вечера бевте дел од 360 степени. Се надам водевме интересна дебата за публиката. Не завршуваме со некакви дефинитивни заклучоци и ставови. И на почетокот рековме ќе направиме обид да стигнеме до одговорите на дел од овие прашања. Се надам дека беше сериозен обидот. Публиката може би ќе може и сама да заклучува. А верувам дека во следните недели и месеци ќе имаме шанса, може би во истиот состав, да се собереме, па ако има некаков предлог конкретен на маса и да дебатираме што тоа значи, еве сега конкретно низ оваа призма низ која што вечерва дебатиравме. Со вако водител и вака соговорници секој. Добро. Благодарам уште еднаш. Да одгледаме и саботажата. Конечно се појави вистински инсайдер кој одблизу на јавноста ја соопшти вистината за бугурешките случувања.
Како и многумина од тоа друштво, и тој покажа завидно познавање на историјата и за потребите на вистината која мора да биде конечно обелоденета. Лично ја редефинираше досега познатата, соопштувајќи дури и прецизни факти за ликови кои дури и не биле таму, ама јасно е дека некако ги влечеле конците. За во Букуреш во самито, Буш, Джуниор, през ног се предомисли. Оти дента рече утре ќе бидете примена вечерта. Зошто? Затоа што Ширак, председател на Франција, му рече ќе ти дам колку сакаш војска за во Авганистан, само Македонија да не влезе во Европската унија. Тоа што таму како представник на Петтата република беше Саркози, него намалува значењето на присуството на тогашниот македонски министер за одбрана, кој како се врати од таму, иако сами обелодени вистината за лажниот патриотизам, парничеше со цела држава само за да не излезе дека тој му го скинал 16-то кракиот ореол на неговиот школски другар. Тој е истиот тој што се издигна од пепелта, враќајќи им се во широко отворените преградки на оние кои според него беа распадната дружина. Петковски се врати таму кај што беше на еден начин. Во тој систем во кој што ја не прифаќам да учествувам, бидејќи СДС е длабоко руинирана партија во демократски смисол и во социјалдемократски смисол. Може би е време да се размисли во тимот за реформи во судството да се вклучи еден поранешен обвинител кој според истите аргументи за ова назначување располага и со потенцијал и со искуство. Но за среќа, тој има сосема други планови кои барем засега се во спротивност со кадровската политика на владата. Купени се 100 лечиња, флуоресцентни оние жолти, као, да кажам, полициско-редарски, може да се случи утре и Сотир Костов да го видите со такво лече, каде што ќе пишува security. Не постои такво обезбедување освен директно соочување со кое јавноста може да се спаси од ситните подметнувања и дребни лаги, со кои се сака да се купи малку кредибилитет кој неповратно се губи. Оти за решавање на проблемот со загадувањето на воздухот, во Битола, например, е потребно помалку да се прочистуваат и политичките гарнитури. Купени се 67 прочистувачи на воздух. Општина Битола учествуваше само со 2 прочистувачи. Значи, сме купиле прочистувачи на воздух. Реков дека сме обезбедиле. Од воздухот сепак треба да биде почист умот. Тој ниту се купува, ниту се донира. Тој се има или се нема. Признанието дека во некој од нив не само што имало идеи, туку и сериозно се работело на нивна реализација е сведоштво за тоа дека некој навистина си имал проблем со него. Каде планирате да градите еден град во Овчеполието? Кај Алакинце, да. Таа е определена локација. Задачата имаше агенција за просторно планирање. Па тоа беше град во кој во почетокот се предвидуваше да влезат негде околу 10.000 жители. Значи, добре, луѓе, аман те ве молам. Да се гради нов град на некој, што Бразилија ќе правевме? Бразилија ли ќе правевме? Значи, нов град до Свети Николе ќе правиме. Што се случуваше во зошто? И на крајот, клучно е баш тоа, а зошто? Одговорот е дека освен во најстарата, заслужуваме да бидеме дел од книгата на рекордите. Еве да не одиме далеку, колку песни испеале македонците за Македонија. Верувам дека се неколку илјади песни испеани. Во Гинис, ако не влеземе, срам ќе биде за Гинис. Гинис нема потреба да црвене. Нема рекорди ниту чуда, ако постојано се пее само истата песна. Толку за вечерва, благодарам што бевте со нас. Ке се видиме повторно в понеделник од 22:30. Пријатно.